За проблем кој се провлекува веќе втора деценија, повторно реагираат жители од штипската населба Горна Железничка. Од 300, половината куќи таму немаат канализација. Морам јас да поминам од тука, не само јас. Многу луѓе фаќа и пат од тука да поминат. Како ќе поминат овие вирови? А овие вирови се од измет, од смет, од септичките јами. Децата ни тука трчкат, сакат да се играат. Кој внучиња имаме, кој дечиња, кој еве некна со параф внучињата тргнувам тука да ги прошетам. Како да ги поведам од тука, па сум залетяла згоре, натегну наму да пошто ќе нагазни и дома ќе го однесува измет. 135 куќи има немат канализација. Срамота кој веќе 6 септички јами има. Кој веќе смрде цело мало. Срамота е, значи стварно 30 години ни канализација, ни пат да имаме асфалтирана тука 2 километра од Штипот далечено. Значи плаќаме редовно струја, вода, а да имаме такви трзавици, тоа не е добро. Прво, вода немаме. Пуштиш перална, не знаеш кога ќе има, одма сопре. Второ, канализација. Уопште не постоje за никого. До сега жителите од оваа се поголема населба реагирале многу пати, но со празни ветувања се соочуваат речиси 20 години. Ќе направиме тука ветуваа калнаат, ништо. Тражат да гласаме, да недуваме, пат ќе ви направиме, канализација ќе ви направиме. Помине гласањето, побеат толку. Доваѓаа, онадеја, обеќат, до сега ништо не е решено. Но за разлика од досега, тие се убедени дека општината на нивниот проблем веќе директно ќе му погледне во очи и ќе го реши. Веќе имаме план акционен, имаме програма, по која што програма практично она што го вие самите наведовте како акутен проблем, тоа е железничка, значи ќе се решава веќе во програмата за 2021 година која што е во изработка за уредување на градено земјиште е ставено, практично е пренесено од оваа година како нереализиран проект, го пренесуваме во програмата за следната година дека тоа е еден од проектите на кој што ќе се работи, а кој што е во насока на решавање на тој акутен проблем. Сепак, освен канализацијата, проблем во оваа населба е и уличното осветлување. Вела дека ноќе во оваа населба се снаоѓаат само мачките. Улично осветлување, сите, ја натака, ниједна улична не свети. И тоа со месеци веќе, година време веќе, како се расипани уличните осветлувања, нема никој да дојде да види како нели деца одат, нели луѓе одат на работа, темно. Дуне ветер струја немаме. Заврне тоа струјеш немаме. Да се види таму кои се оние зони, темни зони, да речем во градот, кои што ќе треба да се решават или со нова инвестиција преку нова мрежа за улично осветлување или таму кај што може да се санират состојбите, да се преку нови светлики да се подобри. Колку брзо на вистина надлежните ќе реагираат овој пат повторно е неизвестно, но Горна Железничка е еден од поголемите комунални проблеми на Штип. 150 семејства без канализација на толку мало место и во мрак е проблем кој повеќе не трпи одлагање.